Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, Македонија! Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. Јас сум доктор Иванка Додовска и како и секој понеделник во 17 часот почнуваме со концептот на неделата, со концептот на денот. Се надевам, почитувани, дека ве наоѓам во добро расположение. Се надевам дека оваа последна недела од овој март сигурно дека ви се враќа чувството на радост која што ја носи пролетта и како и расположението за нови предизвици кои што секојдневно не заплиснуваат со своите дилеми, со своите очекувања. Секако дека главната окупација на граѓаните на Република Македонија е обстојбата на нашата држава, како ќе се развиваат, како и прашањата, се извинувам, како ќе се развиваат овие понатамошни чекори во политичкиот диалог и барањето на политичка солуција која навистина во Република Македонија ќе доведе до тоа малку подобро да се разбираме едните со другите, како и македонското плурално општество да почне да се фокусира и да се конципира навистина кон еден демократски начин на функционирање со повисоко ниво на политичка култура. Тоа и повеќе пати во концепт со Ина го пропагираме, го говориме, дискутираме за истото, дека е навистина необходно да се има плурализам на ставови, како би се изнашле најдобрите решенија со кои што нашата држава Република Македонија ќе оди напред, а за тоа, почитувани, верувам дека сите ние поединечно, давајќи го својот придонес, можеме да допринесеме да се развиваат односите и да имаме навистина една посветла иднина, како за нас, така и за нашите деца, за тие што доаѓаат по нас, но и да оставиме еден поинаков впечаток пред светската јавност, пред меѓународната заедница, дека ние навистина и заслужуваме да бидеме дел од истата и дека навистина сме ги научиле лекциите од минатото и можеме да продолжиме понатаму. Тоа се темите кои што, почитувани мои, верувам дека сите не окупираат и сите сакаме да здаеме нешто повеќе и да дадеме свој придонес кон сето тоа, па оттаму и мојата заложба е да бидат вклучени што поголем број на луѓе, општествени дејци, да се чујат навистина видувањата и размислувањата на многумина кои што знаат и умеат и можат да понудат концепти со кои што би можело да се оди во позитива, би можело да се оди напред. Па оттаму имам и голема чест истовремено и задоволство денеска да ви го представам мојот соговорник, мојот почитуван колега, политикологот магистар Ивица Маџовски. Пред се, Ивица, би сакала да ве поздравам и да ви заблагодарам што денеска одвоивте време и дојдовте во Концепт со Ина. Ина, фала ти прво што ме покани во емисијата. Како што најави ти, политиколог сум и углавном јавните настапи ми беа поврзани со предавања, лаптопи, конференции, форуми и така натаму, па си дојдов на муавет кај Ина овој пат. Се надевам дека ќе бидеме интересни за слушателите и ќе го привлечеме нивното внимание. Ивица, вие сте, млад политиколог, да речам од помладата генерација на политолози во Република Македонија. Имате импресивно CV. Вие сте, покрај, одличен студент. Јас ве помнам и како мој студент во времето кога јас бев асистент на политичките студии при правниот факултет Јустинијан I. Магистриравте потоа, имате, навистина во изминативе години доста голема, активности во рамките на невладиниот сектор, како и во некои развојни проекти кои зборуваат, оние резултати од кои што, произлегле вашите активности, зборуваат за вашето ниво. Оттаму многу ми е значајно и посебно ми е мило што навистина она што во 94-та година беше зачеток на политичката наука во Република Македонија, тоест во Република Македонија се конструираа политичките студии и во една навистина прекрасна синергија која што ја предводеше професорот Ѓорги Иванов, актуелен претседател на Република Македонија, создаде навистина една плејада на политолози
политиколози кои имаат што да кажат и умеат истото да го елаборираат на најсоодветен начин. Посебно ако земеме и Ивица, ако го земеме во предвид и фактот дека политолозите во Република Македонија се уште се некаде во сивата зона и се уште се бориме за нашето место под сонцето покрај плејадата на општествени науки кои што се некако етаблирани досега и од порано малку повеќе имаат ставено акцент на себе си, ние се уште некако се бориме за просторот кој што во суштина сме соодветни и најповикани да го браниме, а тоа е јавните политики, јавната политичка сфера во државата. Кој е твоето мислење? Инака, секоја наука мора да се, и ти кажа, да се избориме за место под сонцето. Секоја тој адолесцентен период мора да го поминеме како наука. И ја мислам дека во добра насока се движат политичкиве науки. Во Република Македонија има огромен напредок во смисла на веќе станува и екзактна наука, во смисла на анкети, точноста на одредени професори во предвидувањата на токовите политички, меѓународни и секакви. Така да мислам дека во убава насока се движиме, само да се задржи правец со сериозноста, пристапот и така натаму. Често пати нас не прозиваат како политички аналитичари и често пати во јавноста се создава една, да речам, дихотомија во однос на тоа што во суштина еден политолог, тоест или политички аналитичар, може да покрива кој дел од јавната сфера. Кој е твоето мислење за тоа? Најчесто точно е дека преширок е диапазонот на нашите од надворешна политика до внатрешна политика, од статистички методи, сурови статистички методи, има политиколози кои се бават само со бројки. Точно. Има политиколози, робусни филозофи со теории на заговор што им е сфера на интерес, има политиколози кои ние си ги од наш калибар, кои најмногу дневна политика си читаат се, меѓутоа најмногу ја пратат дневната политика, така да секој политико, малку да имаш склоност кон општествените науки, можеш комотно да станеш еден добар политиколог. Дури поширока наука од социологијата, од филозофијата, политичките науки, се што е поврзано со државата, функционирањето, спаѓаат во политичките науки и затоа сите си го наоѓаат дел во невладиниот сектор, дел во владините институции, голем дел од безбедносните служби, во безбедносните служби работа наши колеги. И тоа е углавно моето мислење за политика. Преширок диапазон и можеш да си одбереш сфера во која ќе си добар и само во тој правец би се унапредувале, пошто сите ако се знаеме од безбедносни политики до статистика, до економија, до политичка економија. Да, добро, треба време за тоа. Треба декади. Малте не невозможна мисија, така да. Декади треба на знање и фокус, така се согласувам. Ивица, значи вие сте магистар по политички науки, магистриравте на политички менеджмент. Да. Кој беше фокусот на вашето истражување? На моето истражување беа неопределените гласачи и нивното влијание врз изборните резултати. Постоеше долго време и на табу тема беше пред секои избори да излегуваат новинари, политичари и така натаму, во кои преголем акцент им дава на неопределените гласачи. Так. И сакав да видам дали е тоа навистина така, дали неопределените гласачи навистина допринесуваат за некој да победи или да изгуби на изборите. Запрепастувачки беа резултатите. Покрај во Македонија истражив и во Соединетите Американски држави како се одвиваат, кое е влијанието на неопределените гласачи и на крај се сведе дека е минорно, дека политичките битки се константно се помеѓу блокови, сакаш да кажеш, така? Молам? Помеѓу блоковите се случуваат, значи каква е улогата на неопределените? Од избори, значи наредниот ден веќе има влијание врз граѓаните, така. Понашањето на позицијата на власта и така натаму. Тие 2 недели пред изборите се една повеќе шминкерска работа, во смисла да не се изгуби гласачкото тело кое веќе си го придобил на своја страна. Так. Има моменти од типот на политички говор, на некому се свиѓа повеќе, на некого не. Меѓутоа тие се тривијални работи и најчесто во 99% од случаите победникот се знае уште
пред почетокот на политичката кампања. Значи месец и по пред изборите се знае победникот на конкретните избори што следува. Така да неопределените гласачи се повеќе тема за муабет по вакви емисии, дека најчесто по слабата страна рачуна на нив, во смисла дека преку нив ќе дојде до преокрет некако во на предстојните избори, меѓутоа нивното е минорно значење на изборите, околу 3% се движи. Тоа е еве во рамкиве на Република Македонија, 30.000 рачуна многу често се расшируваат пропорционално кај власта, кај опозицијата, кај албанските партии, кај нас. Така да 30.000 по 6-7 добива најчесто сите од неопределените гласачи на конкретните избори. Другото е партиска база, активисти, симпатизери на партиите што им ја носат политичката победа на конкретните избори пред кампањата. Што мислите, што е така според вас и вашите истражувања пресудно за тоа кој ќе биде победник на изборите? Кои се тие битни атрибути кои што треба да ги има победничката партија или победничката коалиција? И на повеќе од 100 години, повеќе од век е дебатава, сега што ме прашуваш. Што е тоа што му носи на одреден политички субјект победа, што пораз? Прешироки се во психолошки анализи веќе навлегуваат тие анализи и се прего. Најчесто економската состојба е пресудна, која има економската атмосфера која владее во државата, придонесува безбедносната состојба на државата, исто сигурноста на граѓаните, просперитетот, иднината каква ќе име, и во зависност од тоа позитивна или негативна подажуваат одредена партија, програма, или не ја подажуваат. Така да еден долгорочен процес е тоа во кој и чувствата на граѓаните се, инстинктите, основните човечки инстинкти се вклучени и најчесто имаат мислење за работиве сопствено. Така. Дали мислиш дека има и удел сето, нели, она поранешно политичко милје на одредени политички гарнитури? Предпоставам дека влија и тоа. Предпоставам за кризата некој од наведните прашања. Да, ќе дојдеме до таму, ама мене ме интересира генерално, Ивица, значи да ни кажеш кои се според тебе, дали например, еве сега ќе ти кажам конкретно. Например, имавме многу лош транзицијски период крајот на 90-тите години, каде што белегот на тој лош транзицијски период го и му припадна на социјалдемократскиот сојуз. Пред се лошата приватизација, кршењето на човековите права, создавањето на политички дуалитети кои што потоа допринесува до зголемување на тензиите помеѓу македонците и албанците и така натаму. Значи низа на дилеми и проблеми кои што понатаму следните гарнитури се бореа некако да ги средат, да ги пацифизираат. Секако остана и прашањето за улогата на тајните служби, колку расформираната удба имаше влијание и понатаму во внатрешната политичка нестабилност, нели одигра своја улога за нестабилноста на Република Македонија. Сето тоа, значи, сакале да го потенцираме или сакале да го игнорираме, оди на контото на Социјалдемократскиот сојуз. Вториот момент кој што исто така му штети практично и дури мислам дека и на актуелното раководство на Социјалдемократскиот сојуз е периодот од 2002 до 2006 година, кога има шанса на владење во кој сменија 3 премиери. Така, тоа најмал проблем ми се чини дека беше Ивица. Многу е важен и затоа што не можеш да утврдиш одговорност. Кога ти се менува на една година премиер, не знаеш кој е крив за состојбите, за работите. Едно од ние немавме суверенитет во територијата. Во кое село беше Агим Красничи и го држеше 6 месеци. Така. Под опсада Скопје. Во тој период беше. Во тој период едно најголемите... Тоа спроти Сарај, така? Да. Најголемото, исто да не заборавиме, најголемото предавство во македонскиот народ во поновата историја се случи во 2004 со децентрализацијата. Во кој губите ткиво, например, опозицијата, јас тврдам, јас сум од Струга,
изгуби едно огромно откиво на гласачи потенцијални за нив со децентрализација во цела Западна Македонија. Ина се припојува дебарски села кон струа. Значи, стручњак да го анализира, нека не е политиколог, стручњак да ги гледа општините, не ќе знае од кај да почне. Тоа нема никаква логика. На 42 километри од градот припојува села само за да се дојде до одредена бројка. Така да комплицираноста, знам што ти е тенденцијата и се слагам скроз. Тегобите од минатото на таа партија тешко се бришат. Од друга страна, моментално тоа е занает. Програмата, односот со граѓаните е занает, кој ако си го земеа сериозно да си го работат од 2006 па навака, до сега јас тврдам дека ќе беше една сериозна опозиција, ако не беше на власт, ќе беше една сериозна опозиција на држава и треба ина. Апсолутно, не затоа рековме, нели, политички плурализам мора да се обезбеди во државата, инаку немаме напредок, тоа е мора факт. Да се обезбеди. Но мислам дека тоа не е пречени на власта истото, значи проблемот изгледа. Мислам дека тие до сега треба толку хинтови добија што ми се чини дека да беа малце поподготвени или да може да излезат до на билје во кое што се уште мислам дека сме се заглавени. Не знам, и на има многу. Само не е политички речник, попуштање од страна на владеачката партија кон опозиција. Еве во договорот Пршина. Да го ставиме малку за подоцна, да. Сакам само да ја потврдам твојата теза дека е благо наклонета во политичка смисла. Дури и власта е благо наклонета, им треба. Нема да може да не е демократија, не можеш после да може да се реализираат на тој начин, така. Пиларот, темелот ќе се руши со слаба опозиција. То секоја влада е склона кон одредено однесување. Единствен начин и најсериозна опција која кон тоа треба да го прати однесувањето на власта е опозицијата. И затоа е потребна, нека си се имаат најверојатно сите сондажи говорат дека нема да се променат констелациите моментални. Најверојатно пак ВМРО ДПМН, односно скоро сум убеден дека ќе ги добие и наредните избори, да си ги стегне редовите опозицијата, да се направи атмосфера, така да се направи позитивна атмосфера. Тоа е као утакмица, као спортина. Можеш да тренираш за да го победиш противникот. Во сите политички битки влегува неспремни. Ке направиме една кратка пауза за реклами и предлагаме на убава музичка numera и потоа се враќаме повторно назад. Почитувани мои, еве повторно назад со мојот колега, почитуваниот магистар Ивица Маџовски. Денеска дискутираме за една поширока тематика. Мислам дека и значајно е, бидејќи и вие, почитувани, треба да го запомните името на магистар Маџовски. Маџовски е навистина еден од, така да кажам, врвните млади политолози во Република Македонија, кои што се занимаваат со јавни политики, истражување на јавното мислење и навистина има што да каже и што да понуди. Верувам дека она што го прави, повторно ќе кажам исто како и на почетокот на емисијата, студирањето на политичките студии при правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, во исто време најстариот универзитет во Република Македонија. Посебно тоа е дека навистина политолозите се едно семејство кое постојано се проширува и надоградува и сите ние едните од другите учиме многу нешта кои што навистина се во корист на нашите кариери, но и се во интерес на развојот на јавните политики на Република Македонија. Оттаму навистина импресивно кога ќе седнете со еден колега кој што едноставно го помните како се развивал, некако како си ги гледате децата, на некој начин ние постарите умееме да кажеме како се развиваат и стануваат своји луѓе и остава навистина простор да се гордееме и да веруваме во нив. Маџовски не го кажувам ова колку да пополнам простор. Но јас сакам да кажам дека многу пријатно се чувствувам тука, многу ви е убава работната атмосфера, се надевам почесто ќе бидам ваш гостин. Мене ќе ми биде навистина чест и верувам дека не само јас, туку и колегите од Радио Слободна Македонија ќе имаат
прилика и можност да го чујат вашето Ке ми биде мислење и да задоволство, споделите ваши видувања и размислувања. Знаете дека секогаш во 17 часот и 30 минути ги имаме оние секунди одвоени за промо, реклами. Оттаму не сакам да расплинувам веднаш дебатата, но би сакала едно кратко подпрашање пред да направиме следната пауза. Зборувавме малку за минатиот труд на опозицијата актуелна и зошто тие практично се наоѓаат на рейтинг листите онамо кој што се наоѓаат. Исто така малку споменавме и за рейтингот на владеачката гарнитура. Се обидуваме да правиме паралела и вие Маđовски се согласивте дека не постои некоја голема рамнотежа во оваа ситуација. Што уште недостасува во цела оваа приказна? Така заврши минатиот блок, така завршив и на неспремноста на опозицијата за робусни политички битки. Така. Денес постојат многу алатки на партиите за влијание, за маркетинг, за промоција и така натаму. Тие имаа знаци на дека сватиле кој тип на игра е ова. Имаа знаци од типот на работно лето. Име добар проект нив. Си ги промовира, не знам, идните кандидати за градоначалници. Имаше такви моменти, меѓутоа после, само месеци после тоа, отидоа на заслужен летен одмор. Не го на блокирање, да, иначе тоа би било коректно, ама овој пат отидоа на блокирање на буџетот. Нема влада што ќе ти дозволи да блокираш буџет. Така е. Отидоа на сите одлуки им се избрзани. Сите до една. Тоа мешање на позитивна со негативна кампања, позитивната премала, негативната преголема. Точно дека треба да напаѓаш на противникот, меѓутоа да кажеш зошто си ти подобар, што ќе биде подобро. Реков и преска, тоа е занет кој се учи, мора тие да го научат, пишување програма, сет на мерки за да допрат до граѓаните. Има собствена филозофија која тие никако да ја допрат, да допрат. Граѓаните често ги подценува. Знаете, осеќаат, тешко се лаже денес граѓанинот со Facebook, социјални мрежи, телевизии, имаш пристап до многу информации и мораше таа позитивна, мораше сонце малце да донесат во целовремено се зима. Темница као облак се осеќа веќе последниве 2 години од нивното повлекување после изборите, се осеќа некој темен облак кај нив кој не угушува и ние што се бавиме веќе сме уморни од дневниве анализи. Сите сме уморни. И можам да замислам граѓаните колку се уморни. Апсолутно. Поделено е општеството, дури приватните линкови веќе се расклимани, затоа што околината моја, например, на многу еден или двајца другари се политиколози мои или така дел од некаков политички процес. Дали внатре, дали надворешно, не. Так. Другото се по приватни фирми, електроинженери, банкари, адвокати, знаеш, дневно веќе се заситени, не се отвара као тема. Таа кулминација, најверојатно, морам да нагласам дека мора да заврши на 5 јуни. Мора ова неодржлива состојба да заврши на 6 јуни, да имаме една стабилна власт, суверена власт, без разлика кој ќе победи. Најверојатно ќе победи ВМРО, да поменеме, меѓутоа како и да е, да имаме стабилна власт, за да може конечно и да почнеме да мислиме на концептите мир, просперитет, развој. Знаете, мојата генерација, вие повозрастна сте, економска стабилност. Мојата генерација многу често се соочуваше со ова. Не ги оставаат, пазете, трети предвремени избори се овие. 2008 првите, 2011, четврти устве. 2008 имаше парламентарни. Како најважни ги кажувам предвремени, така е, да. 2008, 2011, 2014 Ама сите тоа се случува како резултат на обструкциите на опозицијата и постојаната интенција да се создаде представа дека навистина се случува нешто страшно и толку. Никаде не постои. Значи тоа не се докажа до сега, ниту па видовме некој сериозен аргумент. Првина многу често ја презема улогата на опозиција и меѓународниот фактор. Јас сум многу противник на тоа. Ова е суверена држава. Мора да си ја чуваме, да си ја негуваме.
Како викаше еден твој колега професор, многу добра реченица имаше меѓу првите часови на политички науки. Имаше: сега е Македонија најубава. Тај лепотица, 25 години има, немој да ја давате, као аманет, ни го ставаше, немој да ја давате така лесно, сите ја сакаат сега, вика. Така Немој е. да ја отстапувате така лесно. Така да, мораме унитарноста да си одржиме, мора да сватат, да заокружам, пошто ме праша за опозицијата, мора да сватат дека не се добива власт на улица, се добива на избори. Така е. Начините, постапките да си ги избистрат малце и да станете на прво добра опозиција, најверојатно, конструктивна, а потоа нека се целат кон власта. Така Тоа е, не е тоа е. ништо страшно, ние демократијата е многу племени процес и на Па и основната цел на организирањето во мораш политичка партија е освојување на власт, така што тоа е легитимно барање на секоја политичка номенклатура. Ивица, тука ќе направиме уште една кратка пауза, одиме со промо блокот, почитување и не ги исклучувате радиоприемниците, веднаш се враќаме со Ивица назад. Почитувани мои, еве, моите почитувани колеги од режија не почастие со уште една убава музичка numera. Се надевам дека тоа дополнително и ве релаксира и ме инспирира да останете и понатаму со концепт со Ина. Денеска говориме со магистар Маџовски за јавните политики, за случувањата во јавната сфера. Навистина, Ивица, дадовте интересни видувања и многу логично ги едноставно ги разглобивте клучните прашања кои што ја прават оваа тензична ситуација. Но сега би сакала да одиме малку на еден по, да речем, конкретен дел од емисијата. Знаеме многу добро дека минатата година, како резултат на политичката криза која предизвика лидерот на опозицијата господинот Зоран Заев, со посредство на меѓународниот фактор, представниците на водечките политички партии и представени со своји представници во македонскиот парламент го потпишаа договорот од Пржино, или така наречениот договор од Пржино, кој потоа прерасна во неколку законски регулативи, имаше свој развој едноставно во понатамошниот период од минатата есен до ден денеска. Една од клучните работи кои што произлезе од договорот од Пржино е секако вклучувањето на опозицијата во извршната власт. Втора многу битна работа е оставката на председателот на владата господинот Никола Груевски и лидер на најголемата, значи, владеачка партија ВМРО-ДПМН. Понатаму имаше и пред всушност и да се случи самиот договор, имаше и оставки од страна на неколку клучни министри од владата на господинот Никола Груевски, како и дали се пристапи кон еден, да речам, природен период и преседанот кој што се направи со формирањето на еден паралелен институт, како што е специјалното јавно обвинителство. Ме интересира каква е вашата оценка за исходот од договорот и како го гледате неговото реализирање, како го оценувате реализирањето на истиот во изминатиот период? И на добар вовет имаше, политичките кризи кај нас се тема веќе подолго време, од самостојувањето па и пред тоа, од 80-та година навака ние сме во константна некоја политичка криза. Проблемот е со ова криза што ги подрива темелите на државата. Е преинтензивна, преобемна, прегабаритна во квантитет, во квалитет. Има обиди за паралелни институции, држава се задира во унитарност. Затоа е многу битен дел. Унитарноста, суверенитетот е она што те прави посебен во меѓународното право. Има обид за да станеме Босна. Тоа се вика неодржлива држава. 4 партии во власт, не знаеш кој е одговорен ни за добрите политики, ни за лошите. И тоа е најмногу што го вреѓа секој македонец. Јас сум граѓанин, не сум тука, после сум политиколог, ги пратам као граѓанин работите. Значи, проблемот е што е прегабаритна, преголема, задира во приватноста и на ова точно политичка криза. Не знаеме, на многу подмукол начин беше објавена, се растресе некако општеството, не знаеме. Ама и не беше прв пат. Од истите играчи се случува повтор пат. Само е пострашна Ина. Да, многу подлабоко, многу Ина нема изборите точно. многу работи на 5 јуни. Се надевам дека веќе конечно ќе се одржа на 5 јуни. Ќе избришат точно еден дел, ќе ја разбистат ситуацијата, ќе ја исчистат. Меѓутоа Ина од ова криза ќе имаме последици сите долго време. Ваквите кризи не се расчистуваат
со еден политички процес. Приватни снимки постојат. Не знаеме кај се даени. Не знаеме кои се одговорните. Не знаеме каде се распродадени. Има теории меѓу политиколозиве дека се продаваат. Има цена. Мојот сопруг, например, пред известно време ми каже една многу добра теза. Ми вели, знаеш што е најстрашното, апропо ова што го кажувате. Вели, не е проблемот, вика, само во тоа што се случи, вика рашмонијада е со владата, со сето ова што ги поместија луѓето од колосек и така натаму. Туку вели, кој ќе даде гаранција дека Зоран Заев нема битни телефонски приватни разговори, пример, од различен приватен аспект, ајде се да не ги набројуваме, да ги продаде на некои криминалци на Косово. И тие криминалци од Косово, нели, криминалните групи, ги знаеме од каде доаѓаат на Балканот, и вика, замисли, вика, тие истите, вика, пример, еве, тебе, мене, на Трајко, на Петко, на Станко, пред избори или за време на некој клучен процес да почнат да им претат. Баш за тоа зборам. Апропо ова што го кажи, баш се сети во моментов. Тоа е многу, мислам дека ако наивно го направи тоа господинот Заев, тогаш е навистина наивен во политиката. Но како што сите индици говорат дека тоа го направи во соработка и со странски недобронамерници, и со голема негативна позадина да направи голема штета, долгорочна штета, како што кажувате и вие, тогаш навистина не знам како очекувате дека би направил некаков исход. Или ова негово раководство, како мислите дека они ќе добиат било што на таков начин? Под принуда, под закана, постојано казнување и предупредување што ќе се случи понатаму со луѓето. Пак тоа не се формални групации на странскиот фактор. Ја не мислам на владата, на Стейт департментот. Тоа се групации, поединци што имаат интереси, влијанија и така натаму. Значи, деструктивниот дел кај нас и деструктивниот дел кај нив ги навикнавме дека при најмала политичка криза ќе може ние да менуваме устав, знаме, грб, основните постулати, темелите на една држава. А кој беше интересот? Да се дојде до гола власт? Јас тоа. Толку е страшно, Ивица. Значи, се слагам до крај. Тоа и на малку и да се вратиме поназад. Уште во 2002 тоа се случи. Бранко Црвенковски, Љупчо Георгиевски и покојниот председател во тоа време Борис Трајковски. Има една неславна реченица сите тројца мислење дека, како кажа, уставот не е Библија, па да не може да се смени. И на уставот за нас граѓаните, за нив политичарите уште повеќе е и тоа како Библија. Највисокиот правен акт што ја држи оваа држава во оваа форма каква и да е. Така да во минатото можеме да најдеме, и мене страшен ми е фактот дека се оди на најрадикални чекори при најмали политички кризи, а камоли при некоја робусна и ваква политичка криза во која јас ти тврдам дека ќе има последици на ова или оној начин, сите ќе ги доживееме. Мојата генерација најмногу затоа што баш во најмладите години наместо да се бавиме со баш тие концепти мир, просперитет, развој, се сме обкружени со една негативна енергија која не знам кај води. Меѓутоа, пак ќе нагласам, на 5 јуни нека се одржат избори, ќе се исчисти, ќе се ресетира системот. Најверојатно, според сите сондажи на јавното мислење и анкети и анализи, ќе ги добие ВМРО ДПМНЕ, нека си го добие суверенитетот, нека продолжи да работи, нека подобри некои работи што мисли дека може и треба. Опозицијата нека си ги заздрави темелите, нека се понаша конечно како опозиција и да влеземе во еден мирен политички процес, затоа што и на граѓаните нема да го издржат. Ивица, социолошки е проблемот веќе. Јасно е дека на секаде на светот постојат различни видувања во однос на водењето на политичките процеси, тоа е и нас како политолози ни е апсолутно јасно. Но истовремено ценам дека ние сме пример, можеби уникатен пример, кој покажува и укажува на разединетост по однос на клучните прашања кои ги засегаат, како што и ти спомена, највиталните прашања: унитарност, устав, името на државата, па дури и сопствениот идентитет. Тоа е нешто што е непростливо
во една современа демократија за водење на еден демократски процес. Сам има, како беше една српска изрека, сам себе убијал. Нели? Значи, сам себе си да се И на види тргнеш од приказката е види малце... што се случи со уставниот суд. Прво е иницијаторот во право. На највисокиот суд, највисоката судска инстанца е уставниот суд. Так. Во смисла на државност. Врховниот е во смисла на кривични дела и така. Во смисла на државност, највисокиот законодавно, највисокото тело е уставниот суд. Така. Прво, е во право иницијаторот, дека сме сите граѓани подеднакви пред законот, пред уставот и законите. Последните протести, мислам, на што лича, нарушење на таа институција. Прво е во право. Значи, има право, председателот, ако има право да аболицира и амнестира петкратни убици, не знам зошто не би имал право и другиве. Второ и поважно е како ќе се искористи тоа право. Ја ви тврдам дека председателот Иванов ми беше на пет предмети професор, го знам и лично, ја ви тврдам дека многу одговорно ќе ја користи таа... Ама Ивица, 2009 истата, само ја вратија ВМРО ДПМН, истата законска одредница која што беше тргната 2009 за да се спречи, тоест понатамошна злоупотреба од страна на Црвенковски како тогашен председател на Република Македонија во однос на случајот Глобал и господинот Зоран Заев. Така е. Значи, опозицијата е контрадикторна според сопствените пулсот на политичките очекувања. Ова е преседан. Така да само уште покомплицирана ја прават ситуацијата и јас ви тврдам, почнавме малку за Иванов, за неговата одговорност дека прво сам кажа дека изборни насилници, како беше педофили, не знам во кој све тоа категорија не доаѓа во предвид. Знаеме, човекот мора да кажеме и во јавноста дека е го знаат како председател, како професор, меѓутоа тој, како што кажа ти, доаен на политичките науки. Така. Тој предаваше демократија 25 години. Ако некој нешто знае, и цивилно општество. Ако некој нешто знае, значи модерната политичка наука во смисла на либерализам, на демократија, ја донесе тој во Македонија и во пишана форма, скрипти, учебници и така натаму. И во смисла на практика, точно. Так. И мора да знаат граѓаните и да на некој начин имаме и смирувачка функција ние тука јавно што зборуваме и да не се грижат во таа смисла. Не можам да тврдам, пошто ова многу сериозно мислам дека нема да дојде злоупотреба на остана председателот на тие постојат. Само го раскаруваат, така ми почна муаветот, само го раскаруваат кивото. Не можеме да протестираме, имаат право на протест, меѓутоа не нарушење на институциите. Не можеме да го рушиме. Јас не бев за, например, Уставниот суд не се сложувам дека само одредени делови од државата треба да добијат субвенции за трето и четврто дете, во кој ќе се одржеше македонското ткиво. Ние имаме проблем со морталитет и на страшни се податоци. Така. Ама тоа не можеме да критикуваме, да укажуваме, ама се знаат некои работи. Јас сега што требаше и да одам пред уставен, да се објавим сите истомисленици на секој. Уставот е конкретен и мора да се почитува. Тука ќе направиме уште една последна пауза за реклами и се враќаме назад да одјавиме емисијата. Еве, полека привршуваме со денешниот разговор. Денеска, како што за тие што подоцна се вклучивте, со мене дебатира магистар Ивица Маџовски, колега политолог, магистар по политички менеджмент, човек што се занимава со бројки и анализи на теренот, особено во сферата на јавните политики. Дискутиравме на повеќе пунктови, Ивица, верувам дека и во иднина ќе имаме можност да го имаме твоето присуство и да можеме да размениме ставови и размислувања, но вака на крајот би сакала да се осврнеме на уште неколку работи кои што сметам дека се значени и на тој начин и да го заокружиме ова неделно емитување на Концепт Соина. Покрај, како што ги споменавме пред малку, неколкуте обврски кои што произлегоа од Пружинскиот договор минатата година, евидентно е дека ВМРО ДПМН на чело со господинот Никола Груевски покажаа навистина голем сенс и иако беа победници на изборите 2014, иако легитимно добија власт, и самиот Груевски
под притисок на сите овие политички кризи кои што цело време ескалира од страна опозицијата и притисокот кој што го извршија дел од представниците на меѓународната заедница, се одважи и токму во конкретните рокови си ја достави својата оставка. Сега имаме нели веќе извесен период премиер кој што е задолжен за спроведување на предвремените парламентарни избори и имаме една влада во проширен состав во која влегува представници од опозицијата. Сето тоа, како и обврските во кои што се превзедоа во парламентот и во останатите институции кои што беа таргетирани како клучни, како што е Државната изборна комисија, изборниот законник и така натаму, некако покрај сите препреки, ВМРО ДПМН и Никола Груевски излегоа морални победници и го истрпеа целиот тој удар на еден достоинствен начин и покажаа не само почитување на политичкиот противник, туку и покажа една транспарентност пред македонските граѓани и пред целиот македонски електорат. Како го оценувате сето тоа? Ина види, премиерот во овие 10 години покажа дека е не покажа адолесцентно, него созреано однесување. Тој знае дека политиката бара и компромиси на одредено и кога сте во право дури. На тој начин школски пример даде дека само за добробита на граѓаните треба и да се проголтат некои работи во политиката. Околу конкретниве теми точно е дека дури премногу отстапки за мој вкус се даде оставка. Се примија во 3-4 клучни министерства технички министри. Се дике веќе, ина да не заборавиме, 10-та или 12-та година во и председателот, сега као стручњаци се вода, меѓутоа и претходно се во опозиција и мнозинството и представници на опозицијата, тоа е факт. Потоа и на преку МВР, значи таа преку МВР и ДИК опозицијата има одврзани раце да не брои еден по еден во цела држава. Значи заклучно МВР, тој момент на пасош и лични карти, документацијата и ДИК теренската проверка, што мислам дека денес почна теренската проверка на ДИК. Мислам дека се створи сосема задоволителен терен за да се одржат фет демократски цивилизирани, затоа што веќе немаме маневар. 25 години сме држава, ние тоа е патот, во срцето на Европа се наоѓаме, мораме да имаме цивилизирани избори. Како што имавме во минатото. Како што опозицијата од друга страна дека нема на улица, не се добива власта, мора преку избори да се оди тоа и тоа е логиката на кратко кажано. Почитувани слушатели, тоа беше магистар Ивица Маџовски. Ивица, уште еднашка благодарам за учеството и довидување до некоја следна прилика. И на многу ти благодарам, многу пријатно се чувствувам, се надевам ќе ме викнеш повторно. Ке ми биде чест. Почитувани мои, вака ја одјавувам денешната емисија Концепт со Ина. Ви посакувам многу здравје, среќа и многу успешни работни мигови во текот на нареднава недела, секако и време за одмор и оддишка, да искористите го времето, на вистина нуди поволности да се прошета малку на воздух и да се размени убава мисла со ближниот. Ви посакувам се неубаво и до слушање до следниот понеделник. Радио Слободна Македонија е трговско радиодифузно друштво. Јас сум доктор Иванка Додовска, уредник и водител на емисијата Концепт со Ина. Денеска, почитувани мој, 28 март 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.